очекуваме денеска да почне собраниската седница за закажување на референдумот и тоа секако ќе биде закажано. Со или без поддршка на ВМРО ДПМН процесите мора да продолжат напред и ние како парламентарно мнозинство имаме таа одговорност и ја преземаме таа одговорност процесите да ги носиме напред. За кога се планира референдумот? Што собиравте веќе подписи? Значи нашата цел е да биде нормално денеска да изгласаме и во рокот 60 дена треба да биде закажан референдумот, што значи било негде околу 30 септември. Што очекувате? Дали ќе имате поддршка од опозицијата и ако немате, дали мислите дека ќе се блокира повторно процесот за распишување? Не верувам дека ќе се блокира процесот, нивно е да решат дали ќе блокират или не, но мора да излезат пред граѓаните и јасно да кажат што е алтернативата која што оние нудат. Македонија нема друга опција освен членство во НАТО и Европската Унија. Ние за тоа се залагаме и затоа ги преземаме сите неопходни чекори за тоа да го направиме. Од председателот Александар Николовски од ВМРО ДПМН кажа дека доколку овој договор не помине, тие ќе склучат нов подобар договор, тоа е алтернативата. Вашиот коментар? Значи, да не е смешно, уствари трагично е тоа што го слушаме од Александар Николовски. Они беа на власт цели 11 години. Има шанса да договорат, да донесат подобар договор и не знам што. Они намерно цели 11 години работеа да нема договор, работеа против интересите на Република Македонија и незините граѓани и не успеа воопшто да помрнат од мртва точка во однос на евроинтегративните процеси. Сега е дегутантно и смешно да слушаш од ВМРО ДПМН дека они ќе постигнале подобар договор. Основно прашање, дали е дефинирано прашањето за референдумот? Прашањето речиси е дефинирано, денеска тоа ќе биде доставено до собранието пред почеток на седницата. Имаме ли драфт верзија од прашањето? Има секако и тоа ќе содржи, не можам да открием сега точно како гласи, но секако тоа го содржи и прашањето во однос на тоа дека дали сме за членство во НАТО и Европската Унија со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција.